Ја следите емисијава на Радио Македонски корени со вашите домакини Јони Бети Треновски. Сега е 18 часот и 55 минути и време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Стефан Андоновски, меѓународен секретар на ВМРО ДПМН и член на Советот на град Скопје, кој, како што рековме, веќе е во чекалната на македонски корени и стрпливо чека да ни се придружи во студиово. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со аудио линкот. Се гледаме, верувам и добро се слушаме, господине Андоновски. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Јас одлично ве слушам. Добро утро, односно кај вас добро вечер и поздрав до сите ваши слушатели и гледачи на Македонски корени. Уште еднаш ми е задоволство да бидам повторно ваш гостин. Токму така, по трет пат. Добро ви утро и од мене, господин Андоновски. Ви благодариме што ја прифативте поканата за денес. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите слушатели и гледачи од целиот свет, докаде што има македонци и подржувачи на нашиот род македонски. Се надевам дека ќе бидеме доволно интересни за сите кои што се вклучени во моментов. Премиерот Ковачевски пред некој ден имаше една изјава дека Македонија ќе постанела членка на Европската Унија најкасно до 2030 година. Реална ли е оваа негова наава, имајќи ги во предвид фактите од досегашните чекори кои ги има направено оваа ненародна власт, а со кои чекори Македонија ја изгуби државноста, бидејќи Македонија од трите критериуми за држава, територија, власт и нација, остана барем за сега само со територија, изгуби два критериума, а тоа се власта, бидејќи нема уреден правен систем и немаме дефинирана генетичка нација, бидејќи под притисок постанавме северно македонци. Тука е и потврдата на Европската комисија и Брисел дека Македонија се уште ги нема отпочнато преговорите. Прво да честитам роденденот на Независна Република Македонија. 31 година прославивме пред некој ден, пред 2 дена. Видовте и по прославата, тоа беше тажна една прослава, затоа што сигурно чувствувате и вие дека Македонија во моментов ќе живее најтешките моменти од својата независност. Ако сме поминали конфликти, војни, сме поминали бегалски кризи, економски цунамија, некако овие последни 2 години, како сите кризи да се собраа на едно, и освен кризата на идентитетот, која што ја спомнавте вие, која што е резултат на владењето на оваа власт, имаме и секакви други кризи кои што постојат. Тоа е економска, енергетска, здравствена. Едноставно речено, во Македонија луѓето започнаа да се прашуваат како ќе ја поминат зимата која што ни предстои и како ќе врзат крај со крај. Од тука пристапувањето кон Европската Унија, вака како ќе се каже дека тоа ќе биде за само 6-7 години од денеска, на луѓето им звучи абсурдно. А абсурдно најмногу е затоа што ќе се процесот на преговарање со Европска Унија, како што сега поставено, односно како што оваа влада го договорила, би требало да се случува на два паралелни текови или две паралелни шини. На едната шина би требало да се преговара како што преговарат и сите други земји кои што сакаат да бидат членки на Европската Унија, тоа е преговори околу владењето на правото, околу правдата, околу корупцијата, градењето на еден правен систем кој што убаво рековте во моментов не функционира. И тоа би била една нормална дискусија, еден правилен процес на пристапување кон Европската Унија. Но оваа влада се договори да имаме уште една шина или уште една маса за преговори, а тоа е вклучувањето на масата за преговори со Бугарија. На таа маса за преговори ќе се преговара чиф бил Гоце Делчев, дали средновековниот крал цар Самуил е македонски цар, дали е бугарски цар, односно ќе треба се што Бугарија бара Македонија да прифаќа, само за да продолжи да преговара на оваа првата маса која што ви ја кажав. Значи, хипотетички да кажеме и најдобри да бидеме на оваа прва маса. Значи, одеднаш владата да почне да се бори против корупцијата, да воведува методи на заштита на граѓаните, методи на заштита на владењето на правото, да имаме силна економија и така натаму, што ништо го прочитавте и во вашите вести не постои во моментов, но и се ова да биде блескаво, ќе имате другата маса на која што Бугарија ќе вели ама вие не се додека не се договориме за Гоце Делчев дека бил бугарин, ние нема да ви дозволиме вие да продолжите да ги отварате
поглавијата. И на секој од тие поглавија, на секој од тие кластери кои што се формирани, вие нема да го имате прашањето дали добро сте се справувале со корупцијата, туку прво ќе треба да го одговорите прашањето дали сте подготвени да им признаете некоја нивна историска вистина. Се работи за еден класичен историски ревизионизам и желба на Бугарија да направи целосна асимилација на Македонија. Но се дека постои барем еден македонец кој што живее во Македонија или надвор од неја, кој што е подготвен да се бори, мислам дека оваа тактика и стратегија нема да им успее, затоа што лесно потпишуваат документи, но тие документи не фаќаат корен кај граѓаните, не фаќаат корен во општеството и гледаме како и со промената на името никој воопшто во Македонија таа не ја користи и убаво рековте вие придавката северно македонци како што некои не нарекуваат е само затоа што нашата власт тоа го дозволува и само затоа што нашата власт на тоа е потајно согласена, а никој во Македонија тоа име и тој збор, таа придавка не може да ја користи. Господине Андоновски, дел од македонската јавност пред се провладени аналитичари ја туркаат тезата дека ВМРО ДПМН сега има проблем со прифаќањето на бугарите да влезат во преамбулата на македонскиот устав. Иако лидерот Мицковски на една средба со Бојко Борисов, прашан дали ќе го подржи договорот за добрососедство, изјави дека ВМРО ДПМН ќе подржи се што е во интерес на двете држави. Што имате вие да кажете за ова? Во македонскиот устав граѓаните имаат колективни права и набројани се неколку заедници во преамбулата на уставот. Значено да се забележи дека независно од споменувањето или не споменувањето во преамбулата, правата на граѓаните кои што се припадници на некоја заедница зависат од процентот кој што тие го имаат во своето место на живење. Па така во дадена општина, ако да речеме постојат македонски граѓани кои што се пишуваат или се кажуваат дека се бугари и тие се над 25% во таа дадена општина, тие би можеле да зборуваат на својот јазик во образованието, во градинките, во училиштата и така натаму, или да комуницираат со таа општина, како што е впрочем и за албанската заедница, за ромската заедница, за турската заедница во Македонија, за српската заедница и за многу други, независно дали тие се спомнати во уставот или не. Тоа на страна, ние во ниједен момент на ниеден македонски граѓанин не сакаме да му го земеме правото да биде препознаен во уставот. Така, например, хрватите во Македонија не се препознаени во македонскиот устав, а се препознаени во хрватскиот устав. Што значи дека Хрватска направила чекор напред, без никој однадвор тоа да го бара од незе, туку од своите граѓани, сакајќи да се доближи до секој свој граѓанин хрват, кој што се чувствува на друг начин, таа тоа го направила во својот устав и тоа е за секоја почит и првата промена на уставот, ние тоа треба да го направиме за хрватите. Но, што се случува во бугарскиот случај? Во Македонија живеат околу 3000 граѓани македонски кои што кажуваат дека се бугари или се сметаат себе си за бугари, тоа е нивно право, треба да се почитува. Но во исто време, Бугарија не е подготвена како држава да признае постоење на македонско малцинство на својата територија. И тоа не е обврска, како што лажат некои од провладените аналитичари, ама Бугарија нема таков устав. Напротив, значи Бугарија треба со своите закони да дозволи формирање на македонски друштва, македонски здруженија во Бугарија, македонски политички партии со македонски предзнак, на кои што не им е дозволено, а за ова посведочи Европскиот суд за човекови права од Страсбург, кој што има над 15 пресуди со кои што и наложува на Бугарија тоа да го направи. И сега замислете, Бугарија од една страна не е подготвена да ги прифати своите граѓани кои што не се бугари и да им каже вие можете слободно да формирате свои партии, здруженија и така натаму, а бара истото да го направи една земја кандидат. Се дека се вакви несразмерни барањата, ВМРО ДПМН не е подготвено да влезе во промена на уставот. Доколку се сменат процесите, Бугарија е наш најголем поддржач. Ако е подготвена на своите граѓани македонци да им каже дека тие се добре дојдени во Бугарија и може да формираат партии и здруженија, тогаш можеме да дискутираме за овие прашања. Така, пред неколку дена извршниот комитет на партијата ВМРО ДПМН, од каде што вие потекнувате, донесе одлука за одржување на задолжителен референдум на кој што граѓаните ќе имаат можност да се изјаснат дали се за напуштање на важноста на договорот за добрососедство, соработка и пријателство подпишан помеѓу Македонија и Бугарија, со што започна и постапката на иницијативата за референдумот. Вие ги собравте 100 квалификувани подписи и во средата ја поднесовте граѓанската иницијатива со референдумското прашање до ДИК.
Кои се следните чекори во овој процес и дали очекувате дека власта ќе ви прави обструкции и дали имате план Б доколку спикерот на собранието си продолжи да се измислува своји правила и закони. Од вестите слушнавме дека веќе е поднесена и во собранието оваа иницијатива. Токму така, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата Никола Мицевски, заедно со заменичките координатори Дафина Стојановска и Ели Панова, ги поднесоа веќе иницијативата до Македонското собрание. Видете, позната е примерот дека Талат Џафери фрли повеќе од 3000 амандмани кои што ние ги имавме поднесено во контейнер. И најдоа после тоа пратениците, тоа не беше многу одамна. Познато е начинот на кој што ги води седниците, начинот на кој што смета дека собранието е неговиот двор во неговата куќа, па може да се однесува како што сака. Познат е примерот дека не учествуваше на седницата за гласање доверба на владата, што е еден преседан пар екселанс, но ние се научивме на тие преседани од Талат Џафери. И како партија и како извршен комитет и дискутиравме за овие прашања дека ние сме подготвени Талат Џафери да направи било каква гимнастика ако тоа му биде наложено од неговите шефови. Тоа е во ситуација главно Зоран Заев, затоа што го видовме и неговиот став за референдумот, така што ние не би се изненаделе доколку едноставно биде отфрлена иницијативата по било кој основ. Се трудевме во консултација со бројни професори, теоретичари, уставни експерти, практичари да дефинираме прашање кое што можеби на граѓаните на прва им звучи малку комплицирано, но во суштина сака да каже дали сте за укинување на договорот со Бугарија. И тоа прашање правно, формално правно и уставно правно е целосно дозволено. И ги исполнува сите можни критериуми кои што законот за референдум и други облици на граѓанско изјаснување го бара, и гледавме да бидеме многу прецизни во таа смисла. Ако сме нормална држава и нормална демократија, не би требало да има никакво прашање, би требало веќе од понеделник, вторник да влеземе во постапка на собирање на 150.000 потписи од македонските граѓани, но знаејќи ситуацијата, подготвени сме на било каков чекор од страна на Талат Џафери и во наредната недела ќе разговараме на извршен комитет доколку такво нешто се случи, да ги дефинираме следните чекори на ВМРО-ДПМН, но не би исклучил било каков ангажман на ВМРО-ДПМН и сигурен сум дека ќе жестоко ќе одговориме на ако постои некаква злоупотреба или обид за злоупотреба. За време на креирањето и расправата за францускиот предлог на протестите имаше огромен народ кој излегува десетина дена и ја покажуваа својата револтираност од односот на Европската Унија, но и од односот на владата, односно парламентарното мнозинство во законодавниот дом, по однос на францускиот предлог и новите условувања од страна на Бугарија. Господине Андоновски, зошто во референдумското прашање е земен во обзир само договорот за добрососедство, а не и францускиот предлог и протоколот кој стана дел од новата преговарачка рамка, и зошто и договорот од нивици не е дел од референдумското прашање, бидејќи вие како партија силно се спротивставувавте на овој договор? Токму така. Прво, едниот одговор е правно формален, а тоа е дека законот бара било какво референдумско изјаснување да биде за прашање кое што е во надлежност на собранието. Францускиот предлог, бугарски предлог во основа, и протоколот кој што го подпиша владата на Република Македонија и владата на Република Бугарија е всушност владино прашање. И владата го има во своја надлежност. И тука ако поднесавме таков тип на прашање кој што ќе се однесуваше на францускиот предлог или на бугарскиот предлог, веднаш можеше да биде отфрлен врз основ на неуредност. Тоа е првиот дел, а вториот дел многу е значајно да се сузбие или да се поништи, да се укине важењето на договорот. Зошто? Затоа што договорот е изворот на проблемот. Ако го погледнете вие предлогот кој што доаѓа од Европската Унија, тој во 90% е ист или 92-3% е ист со оној предлог или протокол кој што доаѓа и за Албанија. Но тие 5-6% се однесуваат исклучиво на билатералните договори кои што се вградуваат во преговарачката рамка. Тоа е суштинскиот проблем. Но вие ако ги немате овие договори, ако седнете со Бугарија да преговарате за некој нов, подобар договор, тогаш токму тој проблематичен дел од преговарачката рамка ќе отпадне. Затоа што ние во преговарачката рамка имаме дел, на пример, за владење на право, за човекови права.
И тие се чисти, прецизни, како што треба напишани, одговараат за Македонија и значат исполнување на европски вредности. Но кога во нив ќе го вградите договорот, ќе го спомнете значењето на тој билатерален договор со Бугарија, имате многу сериозен проблем, кој што, како што спомнав и во одговорот на првото прашање, ќе створи паралелен систем на преговори. Што се однесува до договорот од Нивици или од Преспа, за него веќе граѓаните се изјаснија дека не го прифаќаат, со тоа што не излегува доволно на референдум, кој што имаше многу сложено тризначно прашање. Многу е важно да се спомени уште еднаш, затоа што на тој референдум немавте прашање само дали сте за или против договорот од Преспа, туку имавте прашање дали сте за членство на Македонија во Европска унија и НАТО, кое што е големо залагање и вредност на сите, скоро сите македонски граѓани, голем процент на македонските граѓани, со прифаќање, значи запирка, со прифаќање на договорот со Грција. На едно многу сложено прашање, граѓаните не беа подготвени да дадат конкретен одговор и затоа се воздржаа и со тоа им кажа на властите дека не се подготвени за таков одговор и за прифаќање на овој договор. Така што втор пат да поставувате прашање, мислам дека ќе ја направивме грешката што владата ја направи, да поставуваме сложени прашања на референдум. Граѓаните имаат кажано и ние имаме правен основ за постапување во тој случај. Така. Државниот врв пред председателот Пендаровски и премиерот Ковачевски пред некој ден се изјаснија против референдумското прашање кое вие од ВМРО-ДПМН го предлагате, бидејќи како што изјавија, тоа и штетело на Македонија и значело прекинување на преговорите. Каков е вашиот став, но и ставот на партијата, кој е различен од вашиот по однос на изјавите на Пендаровски и Ковачевски, но и ваш став околу изјавата на Пендаровски кој испрати една порака која може да се оквалификува како навреда и омаловажување, изјавувајќи дека, цитирам, никој нормален не би ни размислувал да го направи тоа, мислејќи на иницијативата за референдум, но и референдумското прашање што вие од партијата го предлагате. Ако добро се слушаме, јас имам некој можеби проблем со конекцијата. Би сакал да кажам дека прво, тезите на Пендаровски не би требало да се коментираат, затоа што човекот во една недела има 5 различни ставови по едно исто прашање. Тој истиот беше дека треба да се постави референдумско прашање и дека тој можеби би се согласил на едно прашање кој што би значило дали сте за или против договорот, така што тука малку ми е чудно дури воопшто се коментира. Но вчера видов изјава и од Зоран Заев на оваа линија дека референдумот не е добар и не треба да се организира референдум. И во главата ми се заврте една мисли си велам, секогаш кога Зоран Заев ќе ви каже да одите лево, одете десно. И ќе го направите вистинскиот чекор. Така што, гледајќи дека Зоран Заев е против референдумот, гледајќи дека Ковачевски е против референдумот и Пендаровски, сигурен сум дека е добра работа што одбравме да се оди на референдум. И ставот на партијата дека продолжуваме заедно со граѓаните да се бориме за правата на македонците и за спречување на обидот за асимилација и поништување на македонскиот народ, дали ќе биде тоа референдум, дали ќе биде тоа референдум заедно со протести, заедно со излегување на улица, тоа го оставаме времето да го покаже. Доаѓаат тешки денови за Македонија и од секој аспект, па и од овој, но ние сме тука да се грижиме за граѓаните и да ставиме бедам едноставно на обидот за било каква асимилација на македонскиот граѓани. Договорот за добрососедство постои, односно е потпишан пред 5 години. Зошто баш сега главното прашање на референдумот е раскинување на договорот за добрососедство? Многумина си го поставуваат прашањето каде беше ВМРО ДПМН сите овие 5 години? Тоа е важно прашање и многу ми е драго што го поставувате за да можеме да разјасниме некои работи. Јас се навратив на моја објава на мојот Facebook профил од 1 август 2017, денот кога беше потпишан договорот, и му наоѓам уште тогаш 3 многу сериозни замерки. Првата е дека идентитетот не може да се гради преку некакви си комисии, туку идентитетот е интимно чувство и право на секој граѓанин, а нашиот идентитет е граден преку историјата, литературата, јазикот, творбите и хероите, дека договорот не смее да биде асиметричен, односно за едната страна да предизвикува само права, а за другата само обврски, и никој од политичките партии во тоа време не го имал ставено дека ќе потпише договор со Бугарија во своите политички програми, никој не гласал за таков договор.
и дека договорот е очигледно пишуван само за да им задоволи на бугарските барања и очигледно никој од македонците не учествувале во неговото преговарање. Многу е значено да се забележи дека ВМРО-ДПМН, односно власта тогашна на ВМРО-ДПМН, пред 2016 година преговарала со Бугарија за да постигне некаков договор за пријателство кој што ќе го надгради договорот за пријателство подпишан во 99-та година. Но Македонија и Бугарија не можеле да се сложат токму на овие клучни поенти, односно владата на ВМРО-ДПМН не била спремна таквите прашања кои што Бугарија сакала да ги регулира околу јазикот, идентитетот, историски комисии, заедничка комисија, заедничка историја и така натаму, ние не сме биле подготвени како влада да ги прифатиме и заради тоа и не е постигнат договор. Така што ВМРО-ДПМН уште од 2017-та предупредува, уште пред да биде подпишан договорот, на опасностите од тој договор. Но тогаш власта беше многу осилена, озабена, многу поддршка имаше од дел од граѓанството и беше многу тешко да се убеди дека тој договор е штетен. Иако правевме се што може, има изјави дури од председателот Мицкоски на пресконференции, тука се Илија Димовски, Емил Димитриев, како дел од собранието, Антонио Милошевски исто така, со сериозни коментари и анализа колку е штетен тој договор кој што се подпишува, но тогаш бевме наречени дека ние сме против соседите, дека не сакаме добрососедство и така натаму. Сега, 5 години потоа, ги гледаме ефектите или плодовите од ова затруено дрво, кои што гледаме колку се штетни за Македонија. Наместо после тој ден, од кога беше подпишан договорот, вие веднаш да видите изградба на автопат кон Македонија, железница, отварање на граничниот премин кај Берово, вие имате исклучиво и само негативна, негаторска политика од страна на Бугарија кон Македонија. Како да подпишавме договор со кој што ги отворивме вратите за негирање на македонскиот идентитет. И токму затоа, сега гледајќи ги плодовите, знаејќи дека македонските граѓани се силно против овој договор, но сега гледајќи ги неговите ефекти, сме за повлекување од истиот и поништување на ефектите кои што тој досега ги има постигнато. Така. Иницијативата инаку за овој референдум се случи само еден ден пред 8 септември, денот на модерната независност на Република Македонија, кога македонскиот народ и македонските граѓани во 1991 година на денот на референдумот, или познат како Трет Илинден, масовно излегоа и го дадоа гласот за независна и суверена Република Македонија. Дали ова е случајно или пак намерно го одбравте овој датум? Која е символиката која сакавте да ја испратите, одбирајќи го токму овој ден? Прво треба да се забележи дека ВМРО-ДПМН, но и одна патриотско крило, десно ориентирано, уште во 90-тите години не се плашеше гласно да каже дека е за независна, суверена и самостојна Република Македонија, додека овие луѓе кои што денеска се на власт ги величаат тие плодови од таа независност, во тој период беа за интонирање на двете химни, југословенската прво, па потоа македонската. Во тоа време не беа за македонското знаме, во тоа време беа против целосна независност на Македонија, па предлагаа некои полуфедерации, некои полусојузи, и се качија на тој воз дури од после, од кога Македонија веќе беше формирана и етаблирана како држава. Ке се сетите дека Македонија својата валута, денарот ја доби од македонски премиер, од премиер предложен од ВМРО-ДПМН, но и целото тоа градење на независноста беше од, да речеме, луѓе патриоти и патриотски ориентирани, претежно десничари, а левичарите беа југоносталгичари, така наречено, и се уште жалеа за поранешната држава и за поранешниот систем. Често беа и на состаноци во Југославија и така натаму. Така што одив не можете да очекувате некој силен патриотизам. Тие би се качиле на возот само кога тој е веќе тргнат, но не знаат да ги градат и нема чувство да ги градат македонските национални мотиви. За нас беше многу важно барем да се приближни овие датуми, да се еден до друг, затоа што ова ќе значи почеток на одбрана на македонската држава. Нешто што ни беше оставено од една претходна генерација, генерацијата која што малку повозрасна од мене не успеа да ја сочува. Сега на нашата генерација, на мојата генерација како млади политичари е времето да си ја вратиме државата на правиот колосек, на вистинскиот колосек и да се избориме со овие негаторски, асимилаторски тенденции кои што се дозволени од владата. Да вие имавте цврста влада во Македонија која што не е подготвена на било какви отстапки, тогаш било какво ветриште од кој што доаѓа од Бугарија или од било која друга држава немаше да биде успешно. Но во овој случај имате мек стомак во Македонија и лесно продираат овие влијани.
Дали можеме да го ставиме, класифицираме овој референдум како референдум за спас на Македонија? Едноставно кажано, да, јас го разбирам стравот на македонските граѓани, особено на најголемите македонски патриоти, дека ова би било некоја замајување на граѓаните овој референдум, но едноставно треба да го сватат како беден за заштита на македонскиот идентитет, да го поставиме за да им помогнеме и на пратениците и на другите политичари да се освестат дека тој правец во кој што се движат е погрешен, а можам да гарантирам дека сите македонски пратеници кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН, значи и од коалицијата, цврсто стојат на ставот на референдумот, цврсто стојат на ставот на непромена на уставот во вакви околности и граѓаните не треба да се плашат. Овој референдум може да биде само од помош. Не може да направиме грешка со овој референдум. Логично е дека вашите очекувања се да има излезеност изнад 910.000 гласачи и од нив мнозинството да се изјасни за поништување на договорот за добрососедство, како што се бара со референдумското прашање. Дали е можно да се повтори 8 септември 1991, кога излезеноста беше огромна, а преку 95% го дадоа гласот за независна и суверена самостојна Република Македонија? Каков ќе биде ставот на партијата доколку на референдумот нема доволен број на излезеност и не дај Боже референдумот да нема да биде успешен? Дали во тој случај пратениците ќе гласаат за промена на уставот за да го отворат патот на процесот за преговорите? Прво веднаш да ви одговорам, ниту еден од пратениците од ВМРО-ДПМН и коалицијата нема да гласа за отварање на уставот и промена на уставот, независно какви ќе бидат резултатите од референдумот. Тука да расчистиме дека овој референдум не е таков тип на алиби за пратениците за тие утре да гласат за уставните промени. Уставните промени се една работа, договорот е друга работа. Дури ни во договорот не пишува дека се предвидени уставни измени, но граѓаните да бидат тука безбедни, да бидат спокојни, дека ВМРО-ДПМН нема да дозволи отварање на уставот и вклучување на бугарите во едни вакви тешки околности. Што се однесува до излезноста, ние очекуваме масовна излезност, очекуваме референдумот да успее, и ако власта не ги искористи сите своји полициски, полуполициски, параполициски структури да се обиде да го уништи овој референдум, тогаш ќе имаме доволно излезност да тој биде успешен. Иако испирачкиот список во Македонија е навистина голем, со граѓани кои што воопшто не живеат во Македонија, не се присутни, и тоа ја прави ова ситуација малку потешка, но ние сме сигурни дека со излегување на референдумот треба да ги расчистиме работите каде се наоѓаме во моментот. Ако власта е сериозна и сака да ги слушне навистина граѓаните, треба да повика тие да гласат на определен начин. Ако власта смета дека овој договор е добар, дека има донесено на Македонија само успеси, дека македонскиот народ треба да живее со овој договор, нека повика граѓаните да гласат против на тој референдум и со тоа излегување граѓаните ќе речат да, ние сакаме тој договор да остане да функционира. Ние од своја страна ќе повикуваме за поништување на овој договор и ќе ги викаме граѓаните, ќе ги убедуваме, ќе им објаснуваме колку овој договор е штетен. Таа опција што подобро ќе објасни на граѓаните и тоа што е подобро за граѓаните, граѓаните ќе го изберат и ќе одиме напред како држава. Доколку власта се повика на бојкотирање на референдумот и сака да ја угнете волјата на граѓаните, ние можеме да се мачиме со објаснување и со убедување на граѓаните, но мислам дека ќе постигнеме сериозна голема бројка која што јасно ќе покаже на владата во кој правец треба да се движи, односно ќе покаже дека местото веќе не е на власт, дека треба да се повлече, дека сите чекори што ги има преземено се погрешни и дека е време за предвремени избори. А ако имаме услов или ситуација во која што предвремените избори би биле во исто време со референдумот, тогаш сум сигурен во една убедлива успешност на референдумот и една убедлива победа на ВМРО-ДПМН и коалицијата против СДСМ. СДСМ на таквите избори мислам дека ќе се бори да постигне едва 10 до 15 пратеници. Владата на Ковачевски смета дека уставните измени во парламентот ќе се случат и покрај цврстиот став на ВМРО-ДПМН дека нема да ги поддржат уставните измени за влез на бугарите во него. Пред неколку дена вице-премиерот Артем Груби изјави дека имале комуникација со дел од вашите пратеници кои ги најави како проевропско крило, кои се спремни да гласат за метнување на бугарите во преамбулата. Груби не заборави да ја спомне и поддршката од меѓународната заедница. Ваш став околу ова и дали на вистина во ВМРО-ДПМН
постои крило кое би гласало за уставните промени со цел влегување на бугарите во уставот, а кое крило овие од власта го нарекоа проевропско крило, и дали и колку е изводливо референдумот и предвремените парламентарни избори да се одржат истовремено. Вие нешто начнавте околу ова? Да, прво да расчистиме дека проевропски или европски вредности не се да не плаќате струја 20 години, како што не плаќаат во едно село во близина на Скопје. Не се европски вредности да не плаќате данок на имот во истото тоа село. Не е проевропски да одат специјално владини представници за да им дозволат на екипите на електродистрибуција да влезат во тоа село да ги уредат бандерите. Во било кое друго село или град во Македонија, европски убав град, еве Битола, Скопје, Охрид, можат било кој од граѓани од овие служби да влезат, граѓаните плаќаат данок, плаќаат струја и така натаму. Тоа не се европски вредности. И не може да бидат европски вредности да негирате еден јазик и еден народ за да влезете во Европската унија. Тоа не се европски вредности. Ако беа сигурни во така наречени европски крила во опозицијата, тие веќе го имаа поставено прашањето на промената на уставот во собранието. Еве собранието работи веќе 10 дена и можеа веќе да го почнат тој процес и ќе видевме дали имаат мнозинство или немаат. На тоа впрочем ги повика и председателот Мицкоски, кажувајќи дека во случај да имаат 80 пратеници за отворање на уставот, тогаш тој веднаш ќе си поднесе оставка, но доколку ги немаат, а тие се фалат дека ги имаат, дека имаат такви така наречени европски крила во опозицијата, тогаш тие ќе треба повикаат веднаш на избори да се дадат оставка како влада, додиме на избори и да видиме граѓаните што мислат за нивните лажливи политики. Она што е проблематично за нив е тоа што тие ги немаат бројките и сакаат да створат раздор и немир кај македонските граѓани со тоа што ќе лицитираат со бројки. Еден пратеник се слушнал, еден се видел. И јас очекувам во наредниот период наместо тие да ги поднесат уставните измени да видиме во собрание колку се бројките, тие да даваат некои фотографии, дали некој се сликнал во ходник со некој од пратениците од ВМРО, ДПМН и слично, и со тоа да создаваат дополнителен немир кај граѓаните. И не е исклучено дека тие ни во сопствените редови не се сигурни и заради тоа видовме дека делови од владините партии, помали владини коалициски партнери, не беа подготвени да гласаат ниту за францускиот предлог и коментираа дека нема да поменат уставните измени, односно тие не би биле подготвени да гласаат. Од тој страв дека и во своите редови имаат луѓе кои што не се подготвени да гласаат за уставните измени, Груби и таа екипа околу него која што никогаш не била на избори, тоа е многу важно да се каже. Тие никогаш не биле на листа да бидат избори, ниту за градоначалник, ниту за советник, ниту за пратеник. Тие луѓе лицитираат и создаваат немир кај останатите граѓани. Ако се толку сигурни, слободно, уште утре, еве во понеделник, утре е недела, во понеделник нека ги поднесат уставните измени во собранието, па да видиме кој и како ќе се произнесе за нив. Многумина се со став дека Македонија, но пред се мнозинството од македонскиот народ и македонските граѓани имаат проблем со оваа ненародна власт, но некако се подзаборавува на еден друг многу важен проблем кој оваа ненародна власт го остава како наследство, а тоа е проблемот со последиците од оваа ненародна власт. Каков е вашиот став по оваа прашање? Кои се најтешките последици со кои ќе се соочиме како држава и народ и дали ВМРО ДПМН има капацитет и знаење да се справи со тие последици? Ова е можеби најважното прашање кое што треба да го одговориме, знаејќи каков период не очекува. Многу едноставна споредба, кога Албанија и Црна Гора влегуваа во НАТО од 2008-2009 година, тие кај ни видоа многу голем развој на економијата. Одеднаш многу инвестиции, многу странски директни инвестиции, раст на бруто домашниот производ и така натаму. Нас тоа ни се случи во 2020 година, имавме убедливо најслаб раст на бруто домашниот производ во целиот регион, вклучително тука и Србија, и Косово, и Босна и Херцеговина. И знаете, ќе најдат алиби дека тука била економска криза и здравствена криза заради корона пандемијата. Но зошто тогаш Македонија беше најслаба од сите своји соседи? Македонија е оставена девастирана. Треба да бидеме реални и да знаеме дека ниту една од институциите во кои што поминаа ДУИ и СДСМ овие 5 години не функционира на истиот начин како што функционирала претходно. Институциите се целосно обременети од политики и од партии, не функционираат воопшто, ефикасноста е многу мала и најголемиот проблем со кој што ВМРО ќе се соочи не е да ги
укине овој договор или да ги укине договорите и штетните последици од договорите, затоа што тие се парче хартија, како биле напишани така и се бришат. Но градењето на институциите одново, создавање на простор за странски инвестиции, за домашни инвестиции, намалување на невработеноста, раст на стандардот, намалување на инфлацијата ќе бидат убедливо најтешките предизвици со кои што ќе се соочиме. И можеби еден кој што со тоа и ќе завршам овој дел, можеби најстрашна последица е колку македонски граѓани се иселени од Македонија. И тоа зборуваме за високо образовани, млади, амбициозни луѓе кои што ја напуштиле државата во последниве 5 години, затоа што едноставно не гледаат перспектива во Македонија, не си ја гледаат својата иднина во Македонија, иако имаат и вештини, и образование, и знаење да би функционирале во државата, сепак бегаат во западноевропските земји или преку океаните, затоа што таму гледаат иднина за себе и за своите семејства. И со недостаток на тие луѓе во Македонија можеби недостасува и кадар на клучните позиции, менаџерски кадар и друг кадар, кој што ќе помогне да се кренат овие институции. Сепак ВМРО-ДПМН има план, ќе се сетите дека во 2006 при доаѓањето на власта многу македонци се вратија и од Соединените американски држави, од Австралија и од Западна Европа, за да помогнат во градењето на институциите. Ние имавме 4 или 5 министри во владата на ВМРО-ДПМН кои што беа повратници, така речи, од диаспората и кои што знаеа да ги градат тие мостови, имаа знаење и искуство менаџерско, кое што многу помогна во градењето на домашните институции. Можеби тоа ќе треба да го направиме повторно, можеби во дури изголемено темпо ќе треба да го направиме, ќе треба и диаспората во голема мерка тука да ни помогне, но со добар план, со добра стратегија мислам дека ќе можеме да успееме ова. Не велам дека ќе биде за кратко, за 3 месеци, за 6 месеци, но мислам дека во еден мандат ќе успееме да вратиме Македонија на вистинскиот пат, да бидеме лидер во регионот, во совкупниот развој, во иновациите, во економијата, во социјалната сфера и така натаму. Дај Боже. Вие заедно со председателот Мицковски и со подпредседателот Александар Николовски во последниве 10 дена одржавте неколку средби со дел од меѓународниот фактор, меѓу кои средбата со председателот на Комисијата за надворешни работи на германскиот Бундестаг Михаил Рот, како и со амбасадорот на ОПСЕ во Македонија господин Клеменс Која. Кој беше поводот за ваквите средби? Предпоставувам дека на тие средби разговаравте и за вашата иницијатива за одржување на референдум, како и за предвремени парламентарни избори. Зашто друго разговаравте во текот на средбата? Какви пораки им пренесовте и какви беа нивните ставови? Имаше ли притисок од нивна страна за да се откажете од вашата намера и да се придружите на ова ненародна власт за да ги изгласате уставите измени со цел бугарите да влезат во преамбулата, со тоа наводно да се отворил патот на преговорите за членство со Европската Унија? Па голем дел од она што го зборувам тука го зборувам и на средбите со меѓународните представници, особено зборувајќи за овие две шини или овие две маси на преговори кои што ги спомнав, а тоа е дека и да почнеме утре да ги вклучиме бугарите во уставот, задутре да ги почнеме така наречените преговори, ние проблем со Бугарија повторно ќе имаме. И преговорите нема да бидат за подобра Македонија, за поквалитетно здравство, образование, култура, социјала, економски сектор, туку ќе бидат за признавање на Гоце Делчев, да кажеме дека бугарите биле администратори во Втората светска војна, не окупатори, дека не биле соработници на Хитлер, дека не истребувале евреи од Македонија и така натаму. И мислам дека овие прашања им стануваат помалку или повеќе јасни на меѓународните представници. Амбасадорот Клеменс Која заминува од Македонија, му завршува мандатот, инаку се работи за долгогодишен австријски дипломат и овие прашања му се повеќе или помалку јасни кои што се случуваат во Македонија. Господинот Рот е поранешен федерален министар за Европа во владата на Ангела Меркел, иако доаѓа од Социјалдемократската партија во Германија, така што беа запознати со состојбите, но сака да ги слушнат нашите аргументи, ние многу јасно, многу прецизно ги исцртавме. И ако видите, барањето за референдум стана уште погласно од после посетата на господинот Рот, така што не постоеше некој тип на, да речеме, притисок или непринципиелни коментари од нивна страна. Можам да ви кажам дека овие луѓе ја сакаат Македонија, имаат позитивен однос кон Македонија и имаат честни намери. Тие навистина сакаат да видат Македонија во Европската Унија. Нив навистина им е целта да не видат нас барабар на иста маса да седиме со една Австрија, со една Германија. И
тоа се гледа и во помошта која што овие држави ја даваат кон Македонија. Например, Германија и Австрија се најголемите инвеститори во Македонија, со најголем процент на странски директни инвестиции или на меѓународна трговија која што имаме со овие две држави, така што нивните намери се јасни. Нас не ни се јасни, односно знаеме дека не се честни намерите на Бугарија и на бугарските политичари. И тоа се обидуваме да ми го објасниме дека од една страна имате Европската унија која што би сакала да се отвори да бидеме низина членка, но вели гледате го, мора да го почитувате и овој наш член, што е Бугарија, кој што има комплетно анационални ставови кон Македонија или има асимилаторски ставови кон Македонија и се обидуваме тука да им ги објасниме овие прашања за кои што морам да кажам дека наоѓаме на сослушување, на разбирање и не постои никаков притисок од било чија страна за промена на ставовите на ВМРО-ДПМНЕ. Пред некој ден, поточно во четвртокот, во Смилево се одржа првата конференција на Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ. Ова е навистина оддавање на едно признавање за смелоста и идејата на сите ороводци во создавањето на независна и самостојна Македонија, која спрема нас требаше да се случи многу поодамна, но добро е што се случи сега во овие тешки моменти, бидејќи се добиваше впечаток дека ветераните се заборавени. Како помина таа прва конференција и колку ќе придонесе во процесот, но и за успешен референдум? Тоа беше една од главните заложби на претседателот Мицкоски при доаѓањето за претседател на партијата и со измените на статутот се отвори позицијата, можноста да се формира Унијата на ветерани. Има голема символика овој настан и навистина беше преубаво да се види, иако се согласувам со вас навистина задоцетно, затоа што се работи за основачите на партијата, за оние кои што ги поставиле темелите во едно време кое што било се освен ВМРО-вско време. Било време кое што ги газело, ги уништувало, ги шпионирало, ги затварало овие големи патриоти и борбата за формирање на ВМРО-ДПМНЕ тогаш била борба и за формирање на независна Македонија. Тие биле два паралелни процеси, затоа што ВМРО-ДПМНЕ е единствената партија во почетоците заедно можеби со МАК, кои што зборуваат за македонска независност, за македонски плурализам и градење на независна самостојна Република Македонија. Од тука почита кон овие луѓе е многу голема, особено почита од ова раководство на партијата. Знаете дека претседавачот со Унијата на ветерани е по функција и член на извршниот комитет, така што позицијата на ветераните веќе е силно вградена во структурата на партијата. И јас ќе ви кажам дека гледам само убави ефекти од ова окрупнување и формализирање на Унијата, затоа што ветераните секогаш биле тука да помогнат на протести, и на митинзи, и на настани, и на активности, но немале формално канцеларија во која што можете да влезете да кажете сакам од денеска да бидам член на вашата Унија на ветерани, еве мојата членска карта на ВМРО-ДПМНЕ од 90-тите. И ова е навистина сериозен чекор од страна на претседателот и мислам дека и ветераните тоа го почитуваат. Масовноста во Смилево беше сериозна. Изборот на местото беше исто прекрасен, затоа што станува збор за едно славно место во Македонија, малку подзаборавено, со една прекрасна црква Свети Петар и Павле, во која што со дозвола на Македонската православна црква бевме гости и тоа беше еден прекрасен момент, знаејќи ја историската важност на Смилево и во револуционерниот период и знаеме дека таму оттаму е и Даме Груев, така што беше еден прекрасен настан и се надам дека вакви убави настани ќе имаме во иднина, да можеме малку да се израдуваме да ги одбележиме луѓето кои што тале за партијата во ова, како што кажавте, навистина тешко време. А се уште не стигнуваат реакциите околу несудената конзулка Бесмир Јупи. Завчера, сега веќе нејзиниот претпоставен министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи, потврди дека таа била вработена во министерството. Каков е вашиот став околу нејзиното вработување кој подолго време се криеше од јавноста? Каква должност, односно на која позиција е вработена, но и ваш став за подолгиот молк од самиот министерство, но и од шефот на македонската дипломатија? Немам детални информации каде точно е вработен и на кој начин. Знам дека и владата бараше наводно од министерот да достави таков тип на информации. Ми се чини дека во некој од општите сектори, правен или економски, така натаму. Но овој пример не толку заради оваа девојка, туку повеќе е пример како функционира системот во Македонија. Дека ако ги имате вистинските контакти, вистинските врски, за вас не важат ни закони, ни правила, ни конкурси, ни јавни повици, ни
правилна конкуренција, не треба да имате никое посебно образование, ни знаење, ни искуство. Знаеме дека оваа девојка има добивано сериозни хонорари од најразлични општини, за никој не знае каков ангажман кој што го имала во овие општини, тоа сега се префрла на централно ниво, односно во Министерството за надворешни работи. Во исто време знаеме колку млади луѓе кои што се номинираа или аплицираа на конкурсите за млади дипломати кои што се појавуваат, а сега веќе не се ни појавуваат, беа отфрлани. Па ќе аплицираат околу 70 на луѓе, само тројца или четворица ќе бидат прифатени. И тоа зборувам за луѓе со сериозни биографии, сериозно искуство работно или пак многу квалитетно образование во државата или во странство, и на тој начин се прави оваа дисквалификација. Знаете, ги отфрлате најдобрите, а ги примате оние луѓе кои што само имаат некакви контакти кои што вас ви значат. Треба да одговори министерот, но ова е пандемија кај нас, не е ова единствен пример. Туку се случува постојано и насекаде, и затоа е разочарувањето, затоа и иселувањето на младите луѓе, затоа што не сакаат токму ова да го гледаат. Ако сте најдобар, треба да добиете можност да работите за државата, но ако едноставно немате квалификации, тогаш треба да си останете или да си го најдете своето место можеби некаде во приватниот сектор. Так. Вчера председателот Пендаровски му беше домаќин на италијанскиот председател Серджио Матарела. Какви се вашите впечатоци од неговата посета и како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски на заедничката пресконференција, каде што наместо Македонија го користеше изразот мојата држава? Поразителна е позиционираноста на македонските политичари. Знаете, едноставно човек губи желба воопшто да уклучи телевизија, да пушти вести и да ги гледа како се препелкаат на телевизија, обидувајќи се не знам кому да удоволат. Тоа малку ми е нејасно на кого сакаат да го направат среќен со овој потек, затоа што италијанскиот председател Серджио Матарела е искусен политичар, толку години е и на позицијата председател, а Италија по од своја страна е голем поддржувач на Македонија и наш голем пријател. Јас поминав една година од моите магистарски студии таму и можам да ви кажам дека станува збор за луѓе кои што со на драго срце имаат однос кон било која балканска држава, па и Македонија вклучително, и немаше потреба никаква од такво понижување, само понижување од страна на човекот што сака да се нарекува председател. Тој изгуби било каков кредибилитет и легитимитет во оваа држава, и мислам дека е време. Имаше еден предлог, баш деновиве и председателот го прокоментира, да одиме освен на референдуми, предвремени парламентарни избори, можеби е време и за предвремени председателски избори, иако правно тоа до сега не се случило во Македонија, но можеби е време да си понесат одговорност и да видат граѓаните што мислат за таквиот начин на комуникација. Навистина поразително и не заслужува можеби никаков подетален коментар, затоа што овој човек изгуби било каков контакт со реалноста. Господин Андоновски, по подолга пауза се јави премиерот во сенка Зоран Заев, кој откако ја уништи Македонија, но и го обезличи македонскиот народ, без срам и перде се понуди да помогне во затоплување на односите помеѓу Македонија и Бугарија, не пропуштајќи да се испофали дека бил поносен и среќен со потпишаните два договори. Како ќе ја прокоментирате оваа негова понуда, но и неговата изјава дека преку 75% од граѓаните биле против референдумот? Како што искоментирав и на почетокот на интервјуто, кога ќе ви каже Заев да одите лево, одете десно, мислам дека човекот има амбиција да се кандидира за председател на Македонија, и заради таа негова болна амбиција, мислам дека е подготвен буквално било каков договор да потпише, вклучително, мислам, тој беше потписник на овие договори, и знаеме дека е човекот кој што од позадина ги диктира владата и диктира како ќе размислуваат и министрите и премиерот, и од тука така само можам да ги видам овие негови вклучување или анализи. Чим човекот смета дека не треба да има референдум, сигурно треба да има референдум и треба да им покажеме каде им е местото. Би требало да му покажеме и на него каде му е местото, дека неговата политичка кариера во Македонија е завршена, иако ќе ни требаат години и години да ги санираме последиците од неговото владење, да ги подобриме состојбите и да подобриме се она што тој уништи, сепак не му е местото да се занимава со политика и да дава дополнителни коментари. Овде во Македонија, барем по тоа што го забележав, е малку и станат како за подсмев го земаат луѓето, и на тој начин му се коментираат неговите изјави, така што можеби сериозно го сваќаат само на бихачка тие десетина луѓе кои што му веруваат и кои што се уште ја држат во заложништво и таа партија, но и владата.
Ќе дојде денот, ќе бидат тешки овие моменти во наредниот период, но ќе дојде денот на кој што ќе им кажеме збогум на овие политичари и ќе почнеме да градиме Македонија таква како што треба да ја видиме во иднина. Дај Боже да биде така. Ви благодариме за И јас се надевам. Во Македонски корени, господине Андоновски, имајте си пријатен викенд со желба за повторно довидување овде на Македонски корени. Пријатно до слушање и секое добро до вас. Ви благодарам уште еднаш на поканата, имајте и вие убава вечер и ги поздравам уште еднаш сите ваши слушатели и гледачи, уживајте и во убавата музика која што имате. Сигурно, пријатно и се остануваме во контакт до следно наше видување.